Во високи октани познатите повторно возат за вас. Овој пат во емисија еден преживеан од Коста Рика, повтор пат гостин кај нас. Добро дојде за Александра Накова. Александра. Фала, добро ве најдов. Добро те најдовме повтор пат. Прв пат ни скроти една зверка Volkswagen Passat, а сега би сакале да забревта едно Volkswagen Polo. Можеме? Мене бојата ми изгледа супер, количето исто, така да... Да видиме како ќе возиш. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? Александра, фаца number one сега во Македонија. Баш. Да. Ама почнеме од тоа што е најактуелно. Како дојде? Не, уствари кажи ми прво, што беше првото што го јадеше, првото што го направи кога се врати од Коста Рика? Рижо. Точно скиориз. Стварно, сериозно? Да, Не. едноставно рижотото, општо уште пред идам на Survivor, ми беше омилена храна. Во принцип обожавам јапонска и морска храна посебно. Идам таму само да го јадам тоа. Како дојде до идејата да си биде дел од Survivor? Па, искрено, мене никогаш ни на крај памет не би ми текнало да се пријавам во било кој реалити, а нема од Survivor, што спаѓа као најтешко реалити. Сметам дека не сум особа за такви ствари. Ама Тоа до ми сега беше- барем тоа што го гледаме, добро се бориш тоа. Па, кога немаш друг избор, тоа ти е единствено што ти останува да се бориш. А добро, зошто Едно како големо прифати? искуство. Па вака, значи работев во агенции, модни агенции низ Балканот, така да србите беа доста запознаени со мене, посебно од кога се сликам за српски од СКМ. И ете така ми се јавија лично од продукција од Survivor и ми предложија дали сакам да бидам дел од годинашното снимање на Survivor. И мене ми падна толку гром од ветро небо, не знаев ни што да кажам. И ми требаше 2-3 недели добро да размислам за тоа. Додека размислував, додека размислував, секој ден родителите, дечко, сите, значи ми викаа дека тоа не е за мене. Дека посебно родителите кои ми кажаа дека нема да издржиш 2 дена таму, а и беа во право. Blew every dollar that we ever made. The cops seen us hanging out. Смееме нешто да ти прашаме за Влада, што си ти се изгорени да. Да, ја читав коментари као Александра и Влада, срциња, вълна од обожаватели и гледам дека многу као публиката да сака да видам со Влада, но сепак Што се случи што? но сепак сметам дека окей се живота на публиката, го ценам тоа, но ипак ја и Влада сме само другари, немам ништо со него, го знам од порано, имаме иста професија и тоа е тоа што нас можда секогаш ќе не зближува, но нешто на љубовен план немам ништо со него. Се смириш со дечкото? Да, се смирив со дечкото сум сега, среќна сум со него и тоа се надевам дека така ќе се остане. Супер, да се знаат. Какви којски сили можела Александра да скроти до сега? Што си имала можност да постигне? Па нели ви го скротив новиот Passat прошлата Новиот година? Passat, сега полото, бога ми добро ти оди. Сега Што возиш полото. примерно? Да, Citroen C4. Исто таа ми е женска мека кола. Дека за мене као добра кола спаѓа, као женска супер градска кола, спаѓа и Peugeot 206, 207, па и 307. Тоа би сакала да го имаш. Да, и би сакала да го имам тој еден ден. Не знам, во принцип сакам спортски коли. Од ова до сега, што имаше можност да го возиш полото, задоволна од неговите перформанси? Да, супер перформанси. И мислам дека е стварно градска кола. Добра е за низ град, не троши уопште, да, ако што гледам. Добра е за паркинзи, не е многу голема. Мислам дека е супер кола, искрено, и мека е некако на Volkswagen со високи октани. Да, баш, да. Можда и затоа дека сум превише врзана со нив, па ми се свиѓаат. Стварно мека вожна, Драго ми е што не знам, супер е, немам зборови за количето, супер е вожњата.
и може ќе ти купам и некој вакво понатак. Joey said, this is where I grew up. Симпатичната појава на Volkswagen Polo, градскиот освојувач од Волфсбург и миленик на женските срца, е вистински представник на марката. Класичен дизајн, самоуверена појава, потврда на долговечност и квалитет, истрајност и економичност. Александра Накова, познат топ модел и нашиот поубав представник на годинешниот серијал на Преживеан, воодушевено изјави: автомобил по мој избор. Од секогаш сум сакала да имам Volkswagen Polo. Градскиот освојувач агилно се пробива по сообраќајниците, нудејќи комфор, но за класа поголем модел. Мотор со 3 цилиндри и 70 конски сили, е малку бучен, но штедлив и еластичен, а спарен со 5 степени отменувач овозможува лагодно престасување низ градските сообраќајници без чести шалтања. Господарката на модните патеки и носителка на многу домашни и интернационални мис титули ги покажа своите возачки вештини и на отворено. Поло покажа дека има здив и за брзина од над 165 км на час, но и дека е штедлив со потрошувачка од 5,5 литри на 100 км. Александра, задоволна од полото? Презадоволна. Убава количка, мислам убава вожна, и кој што кажа на почетокот, бојата највише ми се свига, сакам црвени коли. Супер, презадоволна. Ти благодарам што ни беше гостинка и се гледаме во некоја наредна прилика. Фала на поканата. Навидум скромен, но со финеси како кваки и браници во боја на каросеријата модел, делува елегантно и доверливо. Класични странични линии и заден дел кој не нуди изненадување, туку препознатлива елеганција. Внатре се е скоцкано и помера. Солидната аудиолинија и клима уредот гарантираат комфор. Се дише со прецизност и ергономија, се квалитетно од меката пластика, врвни ткенини до удобни седишта. Вистински автомобил за мене, изјави атрактивната Гегеличанка.